Сега би сакал да одговорам на едно прашање кое што стигна малку подоцна во текот на пресконференцијата која што ја држев пред малку. Прашањето е следно. Ваш коментар во однос на вчерашното убиство каде што еден од убиените, кој што се смета за човек со криминално милје, е виден на повеќе слики на социјалните мрежи и во медиумите со лица од власта. Коментар за ова. Видете, нема што повеќе се коментира за една ваква власт каде што секој еден криминалец во Република Македонија, но веќе тоа доби и поширока димензија криминалци во рамките на светот, да се сликани, да се повикуваат на лица од власта предводена од СДСМ. Изминативе неколку години откако е СДСМ на власт, Република Македонија, конкретно Скопје, стана арена за пресметка, пукање, убиства на криминални банди, на мафијашки банди и на наркодилери. Она кое што го видовме вчера низ медиумите, но и на социјалните мрежи, дека еден од убиените за кој што се смета дека има криминално милје или како и да е, тоа треба да извести полицијата, е виден на повеќе слики, излегува, сите ги видовме повеќе слики со повеќе функционери од СДСМ, како што е Оливер Спасовски, Велимир Смилевски, или кој да беше, се извинувам доколку некој утнам, Мухамед Зекири, кој што е секретар на владата, Стево Пендаровски, кој што е председател на државата. Невозможно е секојдневно овие луѓе да биле во друштво на одредени криминалци. Затоа, кога велиме, ова е потврда дека државата ја води нарко-мафија, односно крими-мафија. Ова е тоа. Секој еден криминалец е сликан буквално со секој од власта. Затоа, ова мора прекине, оваа влада мора да сноси одговорност, бидејќи повеќе не се безбедни улиците за никого. Сред бел ден, попладне, навечер, во време кога има голем број на луѓе низ улиците, во сред центар на градот, се случуваат убиства како на мафијашки филмови. И за тоа директно е одговорна владата која го штити криминалот. Затоа оваа влада треба да сноси политичка одговорност, да одговара и да падне. Благодарам.